Почитувани, лаги, расипништво и економско пропаѓање. Ова се главните обележја на едногодишното владење на Зоран Заев и криминалниот клан околу него. Животот дојде, но само за Заев, Вицето, Ањушев, Чекеринска и функционерите на СДСМ. Сите останати граѓани се борат за преживување, а државата е клекната на колена. Бесрамно се тргува со највисоките национални и државни интереси, за да се покрие неспособноста на владата. Народот осиромашува, се зголемуваат акцизите, а цените на горивата неконтролирано растат. СДСМ ги понижува сиромашните дека тоа немале да го почувствуваат затоа што тие и онака не се како Заеви, па не се возат со автомобили. Повисоки пензии нема, а нема ни просечна плата од 30.000 денари. Една година СДСМ е една година стагнација. Економијата на Република Македонија тоне. Оваа влада ниту има план, ниту знае како да ја води државата. Во услови на економски раст во сите земји во регионот и Европа, БДП во Република Македонија заглави на нула. Капитални инвестиции нема, а власта се задолжува без основа. Јавниот долг за прв пат во историјата ја надмина психолошката граница од 5 милиарди евра. Секој семејство должи 10.200 евра. Новото задолжување само за првите 3 месеци во 2018 година изнесува над 300 милиони евра. Криминалниот картел е целосно без компас. Владата планира да продолжи со расипништво и во наредните 2 години. Според фискалната стратегија на Министерството за финансии, јавниот долг до 2021 година ќе надмини 6 милиарди евра. Владата која наследи долг од 4,7 милиарди евра во 2017 година, ако продолжи со расипништво до крајот на мандатот, ќе го зголеми долго за неверојатни 1,5 милиарда евра. Недозволиво е да имаме милиони задолжување, а ниту една капитална инвестиција. Недозволиво е парите кои ги враќаат граѓаните да завршуваат во џебовите на криминалниот картел. Задолжувањето е единствено оправдано кога со истото се финансираат капитални инвестиции. Капитални инвестиции нема. Нивото на нивна реализација е едва 11% за првите 4 месеци од 2018 година, а со вакво темпо до крајот на година се доведува прашањето дали владата ќе може да изреализира и половина од тоа што го планирале и ветиле. Ова е знак на класична неодговорност, неработа и незнаење. Од проекти во инфраструктурата видовме само дека знаат да играат чочек во тунели изградени од владата на ВМРО ДПМН. Сите инфраструктурни проекти со кои овој криминален картел сега се фали, без никаква основа беа стопирани повеќе месеци, а некој од нив па и година дена. Автопатот Емир Капија Смоквица, целосно завршен од владата на ВМРО ДПМН, чекаше цела година пред да биде пуштен во употреба. Работата на автопатите Миладиновци Штип, Кичево Охрид, како и на друг број капитални магистрални патишта низ државата, беше со месеци во застој. Сега гледаме како истите инфраструктурни објекти и проекти кои беа во крајна фаза на реализација уште во времето на ВМРО ДПМН ги представуваат како своји. Добро е СДСМ да ги продолжи проектите што ги започна ВМРО ДПМН, но мора поголема посветеност и ефикасност во реализацијата. Но истовремено и да се обидат да осмислат и да отпочнат нови проекти. Оваа влада е нула на инфраструктурен план. Нема ништо од најавените 600 км нов автопат, ниту од 550 км магистрални патишта. Оваа влада не може да ги пушти во употреба ниту патиштата кои ВМРО ДПМН ги реализираше до завршна фаза. Оваа влада е пример за неспособност и неработа. Целото градежништво е во пат, а со него и 20 други индустријски гранки. Бројот на издадени градежни дозволи во март оваа година е за 45% помал од истите издадени лани. Додека стопанството тоне, власта ги зголемува даноците. Покачувањето на акцизата на дизела за 3,5 денари е директен удар врз сиромашните и врз бизнис заедницата. Штетите по нивниот џеб се повеќе од над 40 милиони евра. Индиректните штети се неколку пати зголемени. Доколку пред само една година со една просечна плата граѓаните можеа да купат 487 литри дизел, сега може да купат само 364 литри или 123 литри помалку. Најавеното покачување на данокот на доход за сите граѓани со приход над 1000 евра е директен удар врз младите од високо доходовните струки, како програмери и инженери кои останале во Република Македонија. Оваа власт е на пат да изврши економски екзодус врз државата и граѓаните.
инвестиции нема, платите не само што не се 500 евра, туку и паѓаат. Просечната плата во февруари во однос на јануари оваа година падна за околу 900 денари. Нема 100.000 денари плати за лекарите, нема 15% поврат на ДДВ, нема социјална помош од 12.000 денари, нема ништо од тоа што го вети овој криминален картел на чело со Зоран Заев. Почитувани, неспособноста на власта е нотирана и од земји членки на Европската унија, кои јасно покажуваа дека заробената држава и партизираноста на институциите се голем проблем за државата. Преку нон-пейперот кој излезе во јавноста, јасно се гледа дека реформи нема, истите се заменети со непотизам и корупција. Државата има потреба од ефикасни институции, независно судство и почитување на принципот на владење на правото. Државата нема да тргне ниту милиметар кон Европската унија се додека правосудството одлучува по диктат на картелот, институциите се партизираат, а парите на граѓаните преку буџетот се злоупотребуваат. Се изрекуваат срамни судски пресуди само за да се отргне вниманието на јавноста од колапсот кој ни се случува на економски и на политички план. Премиерот Зоран Заев се најавува пресуди, а судиите излегуваат само да ги прочитаат, додека зад кулисите се договара ново име на државата и се тргува со националниот идентитет. Доволно е секој граѓанин да се запраша дали живее подобро во однос на претходната година, дали има повисока пензија, дали може да му купи повеќе на своето дете, дали има подобра здравствена грижа, дали младите имаат повеќе пари и повеќе работа, дали може повеќе и поевтино да патуваат, дали земјоделците добија зелена нафта и дали имаат гарантиран откуп и повисоки цени за своите производи. Има безброј прашања кои секој од нас може и треба да си ги постави за годината што измина. Секој го знае одговорот за тоа како владее Зоран Заев и криминалниот картел околу него. Почитувани, оваа власт успеа да ја загоби Македонија во корупција. Сите меѓународни извештаи тоа го констатираат. За една година Македонија падна за 17 места на листата на Транспаренси. Влада успеа да реализира проекти, но проекти исклучиво во личен интерес на Зоран Заев и луѓето блиски до него. За една година успеа да си купат фабрики, да си доделат тендери сами на себе, да влезат во бизнис со марихуана, да си градат собствени стамбени блокови и да си го зголемат собственото конто. Почитувани, вакви скандали има многу. Ваквите достигнувања покажуваат дека колку побрзо криминалниот картел си замина од власт, толку подобро и за граѓаните и за државата. Најголема промена што може да биде испорачана за добро на граѓаните е промена на оваа власт. Картелот не знае да ја води Република Македонија. Сведоци сме на класичен аматеризам при водење на државата. Државните интереси се погазени, власта не води апсолутно никаква грижа за државата, за народот, за нацијата, за јазикот и за културата на Република Македонија. Со оваа влада е загрозена иднината на државата. Со оваа влада Република Македонија може само да уназадува на секое поле. Државата и граѓаните заслужуваат подобро. Стагнацијата мора да запре. Токму затоа ВМРО-ДПМН ги повикува сите граѓани кои не сакаат државата да продолжи по патот кон бездната, за да излезат и на големиот митинг на 2 јуни во 20 часот пред владата на Република Македонија, да излезат и да кажат не за оваа неспособна и криминогена власт. Да им кажеме дека сме против погрешни политики на овој картел кој што владее со нашата држава. Ви благодарам на вниманието.